Редовно, како и секој ден, секој утро, со мене во студиото е мојот драг колега и именјак Дејан Андоновиќ, со кој ќе продискутираме за оние најактуелни работи, избиднувања од домашната сцена, меѓутоа и од меѓународната и светската. Дејан, добро утро и за тебе. Добро утро. Денеска имаме врнежливо, тоест сончево време, меѓутоа и чист воздух. Кога доаѓавме навамо на кај канцелариите, малку позитивна страна и позитивна слика успеавме и да продишеме, меѓутоа и да видиме призор да немаме облаци, магла и загаден воздух. Да, но кога е вакво времето, мене секогаш ме лудира на враќање на одредени вируси. Имавме некаков специјална војна операција на некои вируси изминативе месец дена, каде што сите нели се испоразболевме, кој повеќе, кој помалку. Да се случуваше оваа вироза пред година дена, сите ќе бевме прогласени дека имаме ковид, сега испадна дека е само некоја вироза, но независно бевме, барем јас лично, бев 2-3 дена аут од сите збиднувања, што е доказ дека временскиве услови во ова време треба да се ладни, за да умираат вирусите, а кога не се ладни, кога не е студено, тогаш тие нели наоѓаат. Метеоролошките предвидувања велат дека во наредните 20 на дена нема да имаме снег. Што е проблем, бидејќи снегу јануари станува куриозитет, што не е добро. Снегот веројатно има некоја улога да го исчисти воздухот, да ги исчисти работите, колку и да ќе направи проблеми во градски средини, но снег треба да има во зима. Се согласувам. Така да се што не е нормално и природно прави нели нуспојави, а тие се овие што ги зборуваме вирози, настинки па и болести. Токму така. Дејан, што може да издвоиме поинтересно за денешниот ден на нашите гледачи и читатели? Па се случува се околу таа војна во Украина, можеби на моменти самиот си се фаќам себе си дека сме досадни, но таму има војна, таму се менуваат многу работи кои влијаат врз светот, особено врз нашиот дел од светот, мада и врз целиот свет. Таму изминативе 24 часа, дали е обид на западните медиумски да ја игнорираат руската победа со заземањето на Солидар. Дали можеби тоа и не е некоја победа, не можеме да процениме ние обичните луѓе, можеме само да пренесеме што јавуваат медиумите. Се разбира, западниве медиуми се многу поприсутни него овие другите кај нас. Она што можам да видам е дека според пишувањата за западните медиуми, малку усрамежливо, но од ден во ден све повеќе велат дека се случува голем раздор внатре во воениот врв, но и политичкиот врв на Кремљ. Зашто се работи? Се работи за тоа дека подолго време има судир на онаа платеничка група Вагнер, односно на раководството на таа група со актуелните руски генерали и со чеченскиот лидер Кадиров, исто така со актуелните руски... Што е проблемот на нивните недоразбирања и релации? Јасно е дека рускава воена операција, дали некој сака да каже дека била предвидена или не била предвидена, динамиката, тајмингот и начинот на војување очигледно не дава резултати какви што требало да даде. Сега јас не навлегувам понатаму, но самиот факт дека трае година дена, денеска е 325 ден од воената интервенција. Да, тоа е голема држава, тежок терен, меѓутоа не верувам дека русите планирале да трае волку. Дојде до обвинување меѓусебни кој е виновен за тие порази и за тоа споро напредување. Чеченците и Кадиров и Пригожин, шефот на Вагнер, ги обвинува руските генерали за неспособност. Токму тие генерали кои беа обвинати за неспособност, Путин пред недела дена ги постави за главни команданти, па одедношка тој што си го критикувал сега ти е предпоставен. Се работи нели за началникот на генералштабот на руската армија. И тука дојде до судир, Пригожин и неговата Вагнер група за да го врати дигнитетот на нивната воена формација која очигледно исто така заглеби во Украина, зашто ја обвинуваше актуелните руски генералштаб, успеа да го освојат Солидар и сега му замераат на Путин дека става генерали кои се покажа дека не ја знаат работата, според неговото размислување. И доаѓа до бунт меѓу нив и практично своеглаво преземање на воени
акции во Украина, што може да ги чини русите, нели, ако нема единствена команда и нема, ако секој прави кој што сака, може да дојде до ова што се случува сега. Од друга страна, актуелните генерали ги обвинуваат чеченците и Вагнер групата дека не подлегнуваат под она команда која им е дадена, туку своеглаво одат, војуваат и се разбира, освен што гинат и прават материјална штета, исто така се обвинети дека плячкосувале, силувале и така. Повеќе јасно е дека координација нема никаква. Некаква и нема авторитет, значи авторитетот на главниот командант сака некој да го подри и се борат за власт кој би бил главниот у целата таа приказна. Тоа е перфектно поле за војни злочини и за сето она што се случува. Едно од тие работи овој проектил што удри завчера во Днепар, каде што еве според последните информации 40 цивили се загинати, Русија излезе вчера и рече дека они не гаѓале. И сега тоа е проблемот, знаеш. Кој гаѓал, чив проектил е отиден таму, загинаа 40 цивили. Тоа се тие штети и трагедии кои се случуваат и за кои ние мораме секој ден да зборуваме, сакале или не. Во меѓувреме излезена информација дека поранешниот командант, еден од поранешните команданти на Вагнер групата, побарал азил у Норвешка. Што само уште еден индикатор дека нешто не се случува што не е добро. Јас не велам дека еден човек ако одлучил да избега или од своји причини отишол од некаде дека ја отсликува реалната состојба, може има лични причини, но зборувам дека во еден комплот на информации се прави една слика дека во рускиот воен врв пред се има неслога, па и државен се разбира, неслога, борба за позиции, што па сакале да признаеме или не се види и на бојното поле. Не велам ја дека русите немаат напредок, тие имаат, но тоа е многу веројатно вон сите планови кои ги имале. Ќе видиме што ќе се случува у наредниот период. Се интензивира судирот со Западот, бидејќи Западот испорачува помош и воена опрема, почнува да испорачува. Синоќ имаше еден мал инцидент, германски борбен ловец се доближи над Балтичкото море, близко руската граница. Русите веднаш алармираа со Сухои, пратија ловечка авиација, тој заврте и се врати. Дали случајно се доближил до границата или не, тоа не знаеме, но еве почна полека да има допир на двете воени воздухопловства, нешто што изминатите 325 дена го немаше. И уште за на крај на оваа цела приказна мораме да кажеме условот на Соединетите Американски држави. Имено Турција и Ердоган излегоа вчера со обвинување до Шведска и Финска, ги обвинија дека 135 клучни споредни терористи имаат азил во Шведска и Финска и дека не ги испорачуваат на Турција и доколку не бидат испорачани, Турција нема да го подигне ветото за членство на Финска и Шведска во НАТО. Соединетите Американски држави денеска реагира експресно и ја укорија Турција и рекоа дека доколку не го подигне ветото за членство на НАТО на овие две нордиски држави, нема да ги добие иако ги платила авионите F-16 кои требаше да ги набави. Говориме за стелт најновата генерација. Да. Па сега јас не сум толку доволно стручен, но еден од најсовршените борбени авиони кои Турција има потреба да ги... Тоа се случуваше, поправиме ако грешам, и за противвоздушните ракетни системи кои што Турција сакаше да ги набави. Набави, па ги зема од Русија. Од Русија, да. Дали може да се очекува таква нека работа да се случи и со авиацијата? Ке видиме, Турција подолго време игра една независна политика внатре во НАТО, таа е во НАТО, но од друга страна и со русите нели е во добри односи. Тоа на некој начин му одговара на НАТО, бидејќи има некој експонент кој може да разговара со завојуваната страна или противничката, но полека Турција станува се повеќе и повеќе, да кажеме, своја, а кога си свој, знаеш, у животот никој не те сака да сите им пречиш, бидејќи сите сакаат да те манипулираат. Ке видиме што ќе биде. Тоа се тие, така да кажеме, задниве 24 часа настани околу Украина, кои се највише ги споменаме. Кога сме уште едно прашање за Украина, во дводневна посета во земјата и македонскиот министер за... Да, или во функција на председавач на ОПСЕ, некако шеф на македонска дипломатија, тоа мораме да го назначиме, него во функција на председавач, на земја председавач на ОПСЕ. Искрено не ги знам кои се пораките, тоа дека врските да одат баш у Украина, но ете Бујар Османи отиде.
Османи уште еднаш кај реафирмираше позицијата дека Русија е агресија во Украина. Агресор, да. Дека е агресор во Украина и дека меѓу другото нели Русија крши повелбата во Обединените нации за основните принципи на меѓународното право и човековите права. И се останува да видиме што ќе добие актуелното украинско раководство и актуелната украинска држава со овие зборови на поддршката во овие случаи, претпоставам поддршката од она која што можеме и ние како земја да ја дадеме и во зборови, ако ништо малку, повеќе. знаеш, морам да искритикувам. Ние сите во Обединетите нации, сите овие држави, па и Србија која не дава, која не воведе санкции кон Русија, дури и Србија, а и ние и сите во Обединетите нации гласаа дека ја осудија војна и ја прогласија Русија како агресор во Украина. Така да, после таа, да кажеме, одлука и таа пројавување на сите овие држави од Балканот, затоа велам дури Србија ја прогласи Русија како агресор во Обединетите нации, понатаму сите зборови се само зборови, да има што дела ќе бидат и какви се делат. Еве, ги гледаме Западот, дава воена помош, во оружје, во пари, доволно и помогна на Украина се уште да не биде целосно поразена. Дали е тоа ужас без крај или можеби ќе има некаков напредок Украина и помогнат од сојузниците и ќе ја поразат Русија, не знаеме, или па Русија ќе ја порази Украина, не знаеме. Она што можеме да го кажеме само е она што го гледаме и го читаме, повторно ќе потенцираме и на гледачите, сите овие информации се повеќето од западните медиуми, бидејќи овие други медиуми нити имаме некој допир до нив, а и тоа малку што го имаме е непроверено. Секако. Повеќе од јасно е дека сите оние информации во текот од 24 часа од едната до другата емисија ги следиме секојдневно и на нашиот портал Слободен печат и се обидуваме од сите страни ако граѓаните и читателите не ги прочитале, да ги сумираме во некаков разговор. Само ја пренесуваме. Ние можеме само да пренесеме. Никој од нас ниту отишол таму, нити видел, нити па можеме да знаеме. Но она што го гледаме е тоа. Повторно ќе кажам, борбата со информации, пропагандата е најжестока. Мислам, жестоки се оние борби на теренот, но ние сме подложени како новинари на таа пропаганда од двете страни. Денешнава емисија некако поинаку започнавме со коментарите од меѓународните збиднувања, меѓутоа што има на регионален план или па на домашно поле? Има ли некои разделување во однос на соседството? Во соседството зачудо мирно, особено по оние протести кои беа изминатите, трае месец дена, се подигна многу нервозата, но со доаѓањето на Шојбе, високиот представник на Стейт Департментот, некако дојде шумарот и ги избрка. Некако така би го нарекол, бидејќи сега сите се договорија дека треба да продолжи да продолжи диалогот. Сега у која насока ќе биде? Јас повторно ќе кажам, Белград инсистира на формирање на заедница на српски општини. Косово одбива да ги формира таа заедница, сплашејќи се дека може србите потоа да направат пандан на Република Српска на Балканот во Косово и да има нови проблеми. Курти излезе, ќе повторам, и изјави дека во Косовскиот устав не е предвидено да има формирање на заедница на српски општини, они ќе мора да преговарат и нешто да се договорат. Меѓутоа, интересно овде не споменавме на денот на празнување на Република Српска, или на делот на 9, да. На 9 јануари, председателот Милорад Додик излезе со една интересна изјава во стилот дека и бошњаците, меѓутоа и другите западни и аналитичари и политичари порачаат дека е неуставно празнувањето на овој за нив државен празник, каде што Додик излезе со една интересна изјава и истакна дека колку е неуставно тоа празнување ќе дознаеме во периодот што следи, доколку се решат овие прашања во Косово, северниот дел се да кажеме одвои од останатиот дел, автономија, да добие автономија, Република Српска би го направила тоа на референдум. Колку е тоа симптоматично кажано во овој период и почетокот на годината? Таа изјава дава човек кој ќе те потсета на 9-ти, на денот на државноста на Република Српска, која е ентитет во Босна,
и по Дејтон, они се повикуваат на Дејтон и го толкуваат секој различно, Дејтонскиот мировен договор, да те подсетам дека направи преседан и Малкумина во медиуми се објавуваше, го му додели орден на Владимир Путин у време кога, да кажеме, Путин е инкриминиран во целиот свет како политичар кој отпочнал една голема војна. Додик е познат, да кажеме, блиски има релации со Москва, ќе те подсетам и тоа дека првин оди Додик, па после 5 дена го прима Вучич Путин. Значи, сакам да кажам дека Додик има таква политика. 9 јануари е инаку и верски празник, па кога го воведоа во Република Српска, се првично беше дека е тоа верски празник кој може да биде и државен. Изјавите на Додик се такви какви што се. Ние го знаеме ставот на меѓународната заедница, а тој вели дека мора да биде унитарна Босна и Херцеговина со ентитети, да биде Босанска федерација. Сега Сараево притиска тоа да биде унитарно и све да се укине, додека Република Српска сака да се одвои или да остане во ентитетот. Со Дејтонскиот. Да, но бара да има своја армија, нешто што ако сте у федерација не можете да го имате. Меѓутоа интересно е дека се споменува, нели, независноста на Република Српска. Интересно и орденот за Владимир Путин, мене ми е тоа многу интересно што никој не го искоментира, тоа беше класично, да кажеме, потсеќање на меѓународната јавност. Јас сум со оваа страна и токму така. И 3 точки. На домашно поле што имаме да им презентираме на гледачите? На домашно поле имаме новинари од внатрешна политика. Јас се трудам секогаш да ги избегнам внатрешно-политичките случувања у коментари, бидејќи, ајде ќе кажам, не сум компетентен доволно. Не сум доволно информиран. Ти ги избегнеш, јас ќе ги прочитам насловните информации. Ти си уредник, мораш да ги насловните информации кои што ги носи денешното издание на Слободен печат. Главна или носечка тема е, нели, оние збеднувања кои што беа фокусирани, односно во јавноста за време на викендов, односно за изјавите на бугарскиот европратеник Ангел Чамбаски, каде што, нели, ги знаеме неговите изјави, ги коментиравме токму вчера, која навреде македонската нација и државата. Реакцијата на премиерот Димитар Ковачевски е дека не треба да подлегнуваме на провокација на вакви личности, дека маргиналците нема да ги копират, да ги подкопат, односите со Бугарија. Да, но ние добивме одговор дали Ангел Джамбаски ќе добие забрана за влез у државата. Еве ќе наметнеме таа тема, па ќе наметнуваме. Мене тоа ме интересира и дали официјален Брисел треба да реагира за целото тоа, бидејќи тој е европратеник. Ете тие две прашања. Ако ги добиеме као информација, ќе биде добро. Ако не, ќе остане само празни зборови, дека не треба да подлегнуваме на провокации. Добро и? Ќе видиме кои ќе бидат реперкусиите за тој, дали воопшто ќе има некакви чекори од наша страна. По правило би требало секој оној кој нели се обидува да го наруши јавниот ред и мир или политичките токови или навреда или нешто, да има некаква реакција. Освен празните зборови да не налегнуваме на провокации. Јас лично као граѓанин го зборам ова, не као новинар, очекувам у најмала рака да има забрана за влез у Македонија. Ќе видиме. Еве, ја наметнавме оваа тема, па да видиме што може да се случи во наредниот период. Од оние актуелности кои што се на денешното издание на Слободен печат е секако бегството, она филмско бегство од затворот Идризово, кое што во нашиот текст нели се анализира кои се слабостите на македонските безбедносни служби и општо нели на тој затворски систем или како да го наречеме. Понатамо од она што се издвојува на насловната страна е нели Светскиот економски форум во Давос, на кој што присуствуваше председателот Стево Пендаровски. Во внатрешните страни на денешното издание на Слободен печат повторно е нели реакциите од македонската страна во однос на чествувањето на Мара Бунева викендов во Скопје. Колешката Мариела Трајковска анализира во однос на кои се дневно-политичките случувања, дали ќе имаме предвремени избори и за тоа дали во владата е можен влез на таравари како проширување на коалицијата.
од оние интересни работи може да се издвојат и информациите во економската рубрика, каде што ги пренесуваме оние интересни работи во однос на капиталните проекти и предупредување за тековната година кои што ни следат. Во денешниот број исто така можеме да се пофалиме или да информираме дека ни е богат со колумнисти. Во најновото издание можете да ја прочитате најновата колумна на универзитетскиот професор Методи Хаџијанев, кој што зборува накратко, ќе кажам, за новиот светски поредок кој што ќе се случува. Исто така, овде е и анализата или колумната на Ивица Челиковиќ, кој што говори за проширувањето и аспирациите на Македонија во Европската Унија. Овие се од прилика некои актуелности кои што не отскокнуваат од оние неделни или месечни информации. Денеска просечен ден имаме. По правило, јануари секогаш е просечен со информации кои ќе се вратам години наназад, така да ова што ни го наметна темпото на овие случувања воени, политички, воено-политички, не треба сега да ни личи дека е нешто, дека ништо не се случува. Јануари треба да е мирен. Така, и подобро е да е мирен и посакувам да и нема некои многу такви настани. Нека има информации, но не и настани. Колку е мирен ќе видиме во продолжение на емисијата, токму со мојот прв гостин за денеска кој што веќе влезе во студиото, Синишо Пекевски. Дејан, на тебе овде ќе ти се заблагодарам за твоето денешно гостување.